Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот на вечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова е радиопрограма за овој час. Нека ви пренеси со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на слонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонода со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. И во вечерашнава наша емисија, почитувани слушатели, ќе бидат застапени блиц вестите, историски времеплов, како и последните минути со мој коментар на неделата. Но не може да биде толку интересна и разонодна ова наша емисија, доколку не ја украсиме со песна од богатата македонска музичка ризница. Токму и вечерва ќе отвориме со една поздравна честитка, но најпрво да кажам дека утре е празникот Свети Марко, а на 12 мај пак в петок празникот Свети Василие Острочки, кој прави многу чуда и лечи многу луѓе кои го посетиле неговиот гроб. Па нека се честити имињата на сите оние кои ги носат на овие светци, а ние пак ќе упатиме една специјална честитка до мојот драг пријател Марко Јановски од село Велушина. Честит именден, во добро здравје и расположение, со желба уште за многу вакви имендени да се честита, а тоа му посакуваат синот Джими со фамилијата, посебно внуците, како и братот Петри Јановски од село Велушина со фамилијата, но и нивната пријателка Мица Кочовска со фамилијата исто така од Велушина. Песната Марко, Марко нека го врати со мислите, како што велат неговите најблиски, во годините кога беше ерген и беше заљубен во неговата Даница. Марко, честито! Otvori srce ti Lutovaš po mene.
Ти лутуваш по мене. Марко, Марко, си се хвалил, дека мене си ме галил, а јас добро знам, те познавам. Немаш храброст да ми кажеш се, се би дал за моите очи две. Ти лутуваш по мене. Марко, Марко, си се хвалил, дека мене си ме галил, а јас добро знам, те познавам. Немаш храброст да ми кажеш се, се би дал за моите очи две. Ти лутуваш по мене. Граѓанска иницијатива. Тој е македонскиот народ кој направи декларација против промена на уставот на Македонската православна црква Охридска архиепископија за да не биде во православна црква на Северна Македонија Охридска архиепископија. Апелот до целиот македонски народ е да ја подпишете оваа декларација во одбрана на последниот столб на македонската држава како македонско. Можете да се јавите за подетелни информации на кај мене на телефон 647 780 6549. Помогнете ја радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе возможи било со донација или на било каков начин да продолжи и понатаму да се емитува ова радиопрограма. Телефонот е 647 780 6549. Кујната е огледалото на вашата куќа, но затоа пак фирмата Трима Гранит е вистинскиот мајстор за каунтертап. Елегантноста на квалитетно направениот каунтертап било од гранит, кварц или мермер ја открива убавината. Не чекајте, јавете се до нашиот сонародник Алек Кирков на телефон 365 888 6096. Алек Кирков, мајстор за квалитетно изработен каунтертап, а за многу поволни цени. Телефонот е 365 888 6096. За вашите семејни слави, крштевки, родендини или било какви манифестации на располагање ви стојат трите модерно опремени сали на црквата Свети Климент Охридски. Телефонот е 416 421 7451. Исто така за богослужбите што се одржуваат во нашите празнични денови, како што е утрешниот за Марков ден, или можете во неделните богослужби да повелите од 10 часот утрото. А сега да ги проследиме блиц вестите, но морам да спомнам дека има и наши соговорници кои во егејскиот дел новинари отидоа да разговарат околу отворење на македонски училишта. Еден од соговорниците рече дека со отворење на приватни школи за македонски јазик, тоа е направено за младите кои сакат да го учат македонскиот јазик, а исто така ќе барат да се внесе македонски јазик во училиштата и факултети, посебно каде што има најголем број на македонци по род. Побара е и во црквите да се служи на македонски од Цариградскиот Вартоломеј. Да ги проследиме новините. Македонската гранична полиција не дозволила влез за 5 бугарски државјани кои денеска сакале да влезат во државата за да оддадат почит на паднати бугарски војници на гробиштата кај Новосело. Меѓу нив се и Милен Врабевски и европратеникот Андреј Ковачев. Како што дознава Сител, останатите тројца се известни Венцислав Цачев, Ивајло Иванов и Ивајло Колев. Сите добиле решенија дека се прогласени за непожелни, односно за персона нон грата. Тие се сметаат за закана за јавниот поредок, националната безбедност и меѓународните односи на Македонија. На граничниот премин Новосело, околу 11 часот, не е дозволен влез на 5 државјани на Република Бугарија, затоа што не ги исполнуваат условите за влез во нашата држава. Она што сакам да го потенцираме дека македонската полиција ниту сега, ниту во иднина нема да дозволи никој да го нарушува јавниот ред и мир, ниту да ги навредува или омаловажува граѓаните и државата. И во никој случај на такви луѓе нема да им биде дозволен влез на територија на нашата држава. Ковачев на социјалните мрежи се пожали за третманот од македонските власти, па за панихидата објави стари слики.
За жал фотографиите се од минатата година. Оваа година не бевме пуштени во Република Северна Македонија за да оддадеме почит на бугарските воени гробишта кај Новосело. Тажно и нелогично однесување, напиша Ковачев. Неколкумина бугарски државјани, меѓу кои и провокаторот Ангел Џамбаски, беа прогласени за персона нон грата уште во февруари, кога се чествуваше роден денот на Гоце Делчев. Тоа решение, како што тогаш објави Манара, требаше да биде времено само за периодот на прослава на роден денот на македонскиот херој. Но 3 месеци подоцна, македонската полиција повторно не им дозволи влез. До подготовка на прилогот не добивме одговор од МНР за враќањето на петмината бугарски државјани од граничниот премин Новосело. Даниел Василев, Сител телевизија. Стихови од песни и цитати од Крсте Питков, Мисирков, Петремо Андреевски, Кучо Рацин блеснаа на фасадите на маркантни градби и државни институции за денот на македонскиот јазик. Со светлички видеопроекции македонската азбука беше испишена на музеот на град Скопје. Тага за Јукот Миладинов можеше да се прочита над зидините од Самуиловата тврдина во Охрид, кога е Љубев Дениција на фасадата на МНТ, а фасадата на Собранието беше осветлена со македонското знаме и стихови од песна на Тоше Проески. Македонскиот јазик и азбука е во центарот на вниманието и во егејскиот дел од Грција, каде живеат македонци. Центарот за македонски јазик издвои победа пред грчките судови и доби пресуда со која се овозможува конечно да се регистрира. Тоа правиме за да можеме да нашиот народ тука и нашата младина, што не може да учи у грчките училишта, да учи јазикот, и да може со интернет кој сака да учи слободно јазик. И не само тоа, велиме и државата да зема мерки да се учи училиштето, средното и у факултетот. Многу младите ту не го знаат тези помалку зборот, ама имат и не притисок од државата сега. Наистина тоа е еден многу добар шаг напред за да можеме да постоиме официјално и македонскиот език да биде официјално призната и во Грција. По канонското признавање на црквата побарале од Цариградската патриаршија и службите во црквите од овој крај да се служат на македонски јазик. Имаме направено молби и во државата, во Министерство за образованието, молби во истите универзитети, во кафедрите, којто пред малку рекол за балканските јазици, во Истанбул, кај патриархија имаме објавена молба во црквите наши да може да влезе македонски. Одлуката на судот во Лерин ја поздравуваат и грчките универзитетски професори кои сведоча и пред судот во Лерин за случајот со центарот. We were really very much criticized whenever we referred even to the speaking of another language in our country, although we have at least 5 different languages that are not Greek and are being spoken in Greece as minority languages. It is a very long story. Me, myself, have been dealing with this about 25 years. And I dealt with a lot of prejudice, a lot of nationalism. I think that my generation, me and my colleagues here in Greece, had actually dedicated their lives to the fighting of nationalism. Ова одлука од Сдруженијето Виножито ја оценија како вистинско чудо кое доаѓа по бројните добиени спорови и поплаки кои ги испраќале во Европскиот суд за човекови права. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Negova, neve sol za slegu
Граѓанска иницијатива. Тој е македонскиот народ кој направи декларација против промена на уставот на Македонската православна црква Охридска архиепископија во Православна црква на Северна Македонија Охридска архиепископија. Апелот до целиот македонски народ е да ја потпишете оваа декларација во одбрана на последниот столб на македонската држава како македонска. Којната е огледалото на вашата куќа, но затоа пак фирмата трима граните вистинскиот мајстор за каунтертап. Елегантноста и квалитетно направениот каунтертап, бил од гранит, кварц или мермер, ја открива убавината. Не чекајте, јавете се, побарајте го Алек Кирков на телефон 365 888 6096. Да го повторам телефонот 365 888 6096. Фирмата Недан Тим реалистет специјалисти за продавање или купување на куќи. Дека е тоа така, докажува нивната успешна 15 годишна пракса во бизнисот, било за куќи, фарми, бизниси, но и специјалисти за да ви овозможат на најлесен начин да добиете моргич доколку ви е потребен. Побарајте го Васко Недановски на 647 333 9628 или 905 877 8262. Во продолжение со историскиот времеплов. На 1 мај во 1886 година во Чикаго беше организиран штрајк со цел за воведување 8-часовно работно време, каде имаше и жртви, а после 3 години во 1889 година Втората интернационала донесе декларација со која се повикуваат работниците од целиот свет на демонстрации на 1 мај за подобрување на трудот на работникот. Во Македонија за прв пат се одбележа меѓународниот празник на трудот 1 мај во време на османлиското робство во 1909 година. На 4 мај 1903 година во село Баница Серско, во борба против османлиската војска загина Гоце Делчев, еден од најголемите идеолози на народно-слободителното движење на македонскиот народ кон крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Роден е во Кукуш, егејскиот дел на Македонија, на 4 февруари 1872 година. На 4 мај 1912 година кај селото Фариш во Дреновската клисура Кавадаречко од турските банди подмолно беше убиен Пере Тошев, македонски револуционер и еден од основачите, основоположниците на тајната македонска ординска револуционерна организација во Битолскиот револуционерен округ и учесник во Илинденското востание во 1903 година. Роден е во Приреп 1865 година. На 30 април херојски загина еден од најстакнатите гемиџи во познатите солунски атентати од 1903 година, а и нивни водач Јордан Поп Јорданов Орце во куќата каде што живееше во Солун, откако ги употребили последните бомби против османлиските војници кои го обколиле. Орце, кој е роден во Велес, пред да си го одземе животот, оставил порака: се осигурав со 10.000 франци, која сума по мојата смрт ќе ти биде исплатена, а исто и сакам и со мојата смрт да бидам во полза на делото за кое живеев, работев и ќе умрам. Делото за ослободување на нашата скапа, сакана македонска земја Македонија. Инаку со групата на македонските интелектуалци формирана со цел со динамит да се предизвика интервенција на европските сили во Македонија, овие гемиџи ги дигнаа во воздух францускиот брод Гвадалквивир, Отоманската банка, потоа поштата, планинарницата и други јавни објекти. Покрај други
јавни се разбира објекти. Покрај Орце исто беше и бил Константин Кирков, Димитар Мачев, Илија Трчков, Владимир Пингов, сите од Велес, Павле Шатев од Кратово, Марко Бошнаков од Охрид, Милан Арсов од село Ореовец Велешко и Ѓорѓи Богданов и Цветко Трајков од Велешко. На 28 април 2001 година на подмолен начин и напад од страна на албанските терористи кои денес се во владата на Република Македонија, кај тетовското село Вејце беа убиени Роберт Петковски од Скопје 27 години, Бобан Трајковски од Куманово 28 години, Игор Крстевски од Скопје 26 години, Миле Јаневски од Македонска Каменица 30 години, Илче Стојановски, Кире Костадиновски и Бошко Најдовски, сите по 24 годишна возраст од Битола, а беа припадници на специјалните единици на Министерството за внатрешни работи, односно на полицијата.
И во вечерашна наша емисија, почитувани слушатели, со нов мој коментар на неделата. Ако во минатата 2022 година поминаа 260 години, откако пак во 1762 година почна со шпионирање кај султанот од така наречените грци кои подоцна Германија ги крсти како грци, а 1767 година веќе беше укината мајката на сите православни цркви, вклучувајќи ги и од денешна Бугарија, денешна Грција, денешна Србија, денешна Русија, Украина и така натаму, а тоа е Јустинијановата црква, Македонска православна црква, Охридска архиепископија. Минатата година пак историјата се повтори, за да Цариградскиот Вартоломеј отпочна со нови така наречени акции за целосно да го уништи македонското име со неговиот така наречен томос, за да Македонската православна црква, Охридска архиепископија ја прекрсти во православна црква на Северна Македонија, Охридска архиепископија. Исто како што направи и со Украинската црква. А што значи тоа? Доколку синодот на Македонската православна црква, македонскиот поглавар Стефан го потпише тоа, тогаш веќе самите ние го испивме смртниот отров, а со тоа последниот столб, последниот дирек од таа наша куќа држава, која се вика Република Македонија, дефинитивно се бришеме како нација македонска со сите своји македонски белези, исполнувајќи ја желбата на така наречените бугари, дека сме народ создадени од 1945 година и наречени тогаш македонци, а Македонската православна црква, Охридска архиепископија да биде пак бебето на другите православни цркви кои се роди во 2023 година како православна црква на Северна Македонија, Охридска архиепископија, а која Македонска православна црква ќе се користи тоа име само во републиката, додека пак македонските православни цркви што се во иселеништвото да потпаднат или да ги управуваат, да речам, грчката црква со тој цијашки владика Вартоломеј или јас како што го нарекувам Вртикапа. Зарем такво нешто ќе дозволите, мои македонци, па да се двоумите за да ставите еден ваш подпис кој е во одбрана на Македонската православна црква. Истовремено можете да го сликате за да се уверите дека нема да ве наштетиме, за да го имате како ваш документ кој нема да биде злоупотребен, зашто овде не е политика ова. Овде со декларацијата не е против владиците, поповите или народот. Ова декларација која е направена од правно лице е во одбрана на македонското име на нашата црква, зашто како мајка на сите православни цркви формирана 535 година, а папата од Рим му го даде документот на цар Самуил во 996 година како црква на сите православни цркви, како што пишува во самиот документ на македонскиот цар Самуил. Ние се уште го имаме оружјето да не се уништи македонското име, а тоа е овој наш последен директ на македонската државност, Македонската православна црква, Охридска архиепископија. Јас се разбирам што грците и бугарите деноноќно работат заедно со Вартоломеј да не уништат нас македонците. Исто разбирам дека во таа наша Македонска православна црква се појавија јавно двајца шпиони кои се во корис на Бугарија и Грција, а тоа е бигорскиот владика Партени и струмичкиот Наум, кои се јудите на македонството. Затоа и Вартоломеј, кој е роден на некој си остров таму на Медитеранот, на брзина ги собра 7 попови, каде што управува Партени, ги унапреди во архимандрити, иако тоа е само работа на македонскиот
нашиот поглавар Стефан. Повеќе од јасно е дека Вартоломеј ја губи битката и затоа, како змијата пред Дапцовиса, што е мрда опашката, така и Вартоломеј ги користи последните негови сили за уништување на Македонската православна црква, а дефинитивно ќе биде отстранет доколку на 14. мај идната недела на изборите во Турција повторно биде реизбран Реджеп Ердоган. Пред да продолжам со мојот коментар, повторно да го чуеме повардарскиот владика Агатангел, кој на богослужбата за цветници покрај благословот рече: Не би сакала се повторувано, една жена ме подсети одека се кружена декларација низ целата наша македонска земја околу автокефалноста на нашата света црква. Немојте да се двоумите, подпишете ја сите, бидејќи во таа декларација нема ништо лошо. Треба да се зачува името наше македонско, нашата автокефалност, нашата самобитност, нашата националност, како црква национална на македонскиот народ. И затоа слободно, без двоумење, ништо не е страшно, ништо нема лошо, не правиме никакво предасо, но сакаме да ја одбраниме нашата црква од злите и лоши јазици. Тоа е проблемот и затоа кој милува, а пожелно е сите да подпишеме, бидејќи ова е вид референдум за сочувување на нашето македонско име и на името на нашата македонска православна црква, Охридска архиепископија, да не дозволиме, како што се дозволи државните власти и премиерот што замина и овој премиер го дадова името, најсла тешка болка, тешка мака, страданија, понижување, но ние сме Христови војници и Христовите војници ќе се борат да си насочуваат името на нашата македонска црква. Затоа ве молам, кој може, кој сака слободно, без да се думите, земете, подпишете си ја. Да спомнам дека кон Агатангел и Петар се приклучија и неколку други владици, а и попови во одбрана на Македонската православна црква, Охридска архиепископија. Одзивот во подпишување најголем е во Република Македонија, не само од македонскиот народ пород, туку и оние што се од албанско, турско, циганско потекло. Многу од партијата на ДПМН членови исто така ја подпиша ова декларација. Така да малку по малку народот македонски ги сваќа работите дека не е ништо погрешно, туку само една добивка за македонското име. Меѓутоа се прашувам, овдешниот наш владика Методи, зошто одбегнува да го стави неговиот подпис, а на народот или можеби и на поповите им вели дека нема потреба од подпишување, зашто се е во ред? Ако е така, дали тој исти наш канадско-американски владика Методи може пред македонските верници на овој континент со документ да ни покаже дека навистина е така? Јас, верували или не, се уште не сум го сретнала, не сум го видела тој наш владика, иако, како што се шпекулира, дека сакал да се врати во Македонија и да биде во синодот на Македонската православна црква. Меѓутоа, тоа е можеби и само шпекулација. Но јас навистина ќе бидам против него, доколку намерно манипулира со нас македонците, зашто Македонската православна црква, Охридска архиепископија, е на нас македонските верници, а не негова лична својна или на некои од другите владици. Затоа и одлучив да направам интервју доколку дозволи овој наш владика и да ги расчистиме сите недоразбирања врзани за Македонската православна црква, Охридска архиепископија. Ќе употребам поезија на охриѓанецот Григор Прличев, инаку не знам дали знаете, тој е всушност зет за сестра на македонскиот револуционер Христо Узнов исто од Охрид. Неговата поезија е 1762 лето,
Кога тројца охриѓани, а се зборува и четворица, биле шпиони и помогнаа да се уништи Охридската архиепископија, но затоа пак владиката Арсени, пред да замине кај султанот во Цариград, одржа богослужба пред македонските верници, а и говор во кој рече дека не знае дали повторно ќе се врати назад или ќе биде во заточение или, како што викаме, затвор. Меѓутоа ги проколна тројцата или четворицата охриѓани што клетвата негова Бог ја прими, така да и ден денес во Охрид тоа се 3 куќи од тие 3 фамилии, нема ништо освен трње, камења и пајажина. Да ја чуеме вистинската песна поезија што ја напиша Григор Прличев. И 1762 лето во Охрид од Цариграда дошол Саалор. Се представил пред Арсенија наш патрига честнаго и му рекол слово горко, слово жалосно. Царска волја е да тргнеш денеска за в Цариграда, на тебе одврли грци голем поплаке. Собрал Патрик своje стадо в црква Свјати Климентова. Благослов му дал последен, ръце заплетил. Дълго време липал старец, мълчение всенародно. И по бела брада ронел сълзи горещи. Слушайте ме, мили чеда, ја ще ида в Цариграда, на мене одврли грци голем поплаке. Грски Патрик ќе ни строши славна Охридска столица и мене до смрт ќе држи в заточение. Ќе прати владици грци, лицем светци, а срцем вълци. Ќе ве давет, ќе ве стрижет, ќе млзат до крв, меѓу народа ќе сеят несогласи и раздори, да се мрази син со татка и со брата брат. И ќе викнете до Бога и крило не ќе најдете. Смирени ќе наведете глави до земи. Ќе ми бидете сираци, така било написано. Елате ми да ви гушна за последен път. Црна тъга поразила старо, младо, мъжи, жени. Си ръце заплетени сълзи проливат, а той ги гушка, тие тъжни му целува десна ръка и от ръка, како од извор сълзи се леят. Вяхнал Патрик брза коња и неволно упътил се. Тогај грмки плач народен небо процепил. Умилил се честни Патрик, свалил шапка навезана. Погледнал на сино небо, люто прокълнал. Ох, послушај, мили Боже, ајр никога да немат стамчебе и бујуар лидо, нејко челеби. Милостиви Бог послушал Патричка горища клетва. Слава нихна, семе нихно погубил со шум. И сега во куќи нихни ткае пајак пајачина и напусти стрехи нихни укат утови. Со песната што ја прочитав, не ми е целта да го заплашам некого, зашто вие сте, почитувани слушатели, наивни и верувате во она што некои ве обедуваат во случајот двајцата наши кодоши владици од Македонија, што
облечени во мантија, а од озгора на главите големи рогови, тоа се партени и наум. Не е сета среќа само да се спротиставиме, зашто овде не се работи за поединци, туку за опстанок на нашата древна Македонска православна црква. Може би ќе бидам нескромна, ова што сега ќе ви го кажам. Со осамостојувањето на Република Македонија во 1991 година, место еден ден што има во неделата, одлучив да имам и 6 дена во неделата, за да можам да демантирам на се што ќе беше лажно и неправедно кажано од страна на нашите соседи и душмани. И тогаш бев оштра во моите коментари како и денес. Добивав и писмени закани кои ги чувам и се уште, а исто и телефонски, од бугарска или пробугарска, како и од грчка или прогрчка страна. Дури и конзули нивни пуштаа писмени критики за да се затвори радиопрограмата до чин станицата, а исто меѓу нив беше и тогашниот бугарски конзул Ѓорги Филипов за да ми се затвори радиопрограмата, а да не зборувам пак и група на македонци од кои двајца веќе не се меѓу нас, а неколку други се уште работат да се затвори ова радиопрограма, а може би и уште прават, како што реков, за да се затвори програмата. Но како што слушате, мојот цврст карактер, благодарение на Бога, а и аманетот врз мојата Македонија и убавото детство што сум го поминала таму е тоа што стојам цврсто колку што можам да го бранам, да го ширам македонското име, зашто тоа е на сите нас обврска. Ве молам, ова не ми е целта да ви докажувам која сум. Не. И јас сум една обична жена, мајка на 3 деца, па и баба, би рекла, со сите мани и квалитети. Затоа и со ова декларација се трудам да ви укажам дека не е ова во корис на поединци, туку во корис на македонската нација, македонската православна црква и се што е македонско. Нашата обврска на секој македонец не е да работиме за свој интерес и слава, како што прави антимакедонската влада што е се уште актуелна во Република Македонија, па да бидат запишани нивните имиња према мене гнасни имиња во историјата, иако тие треба да служат на народот, на државата. Така и ние македонците треба даислужиме на нашата древна македонска татковина наречена Македонија. На крај, уште еднаш да упатам порака. Со ова декларација, ние македонците ќе победиме, верували или не, но жал ќе ми е за многу од вас кои ве знам колку си ја сакате Македонија, а не знам од кои причини вашите имиња не сакате да бидат запишани во овој историски зафат. Сепак, од се срце би ви рекла, бидете ми здрави и живи и нека расте наталитетот македонски.
Уште еднаш да ве подсетам на граѓанската иницијатива. Тоа е македонскиот народ кој направи декларација против промена на уставот на Македонската православна црква Охридска архиепископија во Православна црква на Северна Македонија Охридска архиепископија. Апелот до целиот македонски народ е да ја подпишете ова декларација во одбрана на последниот столб или последниот дирек на македонската држава како македонско. Можете да ни се јавите и на 647 780 6549. Исто, помогнете радиопрограмата Глас од Македонија за да и понатаму продолжи да се емитува и да биде дел од вас, почитувани слушатели. Телефонот ни е 647 780 6549. И како што гледате, се наближуваат последните речиси 5 минути и 50 секунди до крајот на нашата вечерашна емисија. Со тоа ја завршуваме и вечерашна наша емисија. Благодарејќи ви за вашето ценето внимание. Слушајте не идната недела на 101.3 FM, каде ќе покрај новините ќе дадеме и други занимливости, а верувам дека ќе ве запознаеме со Никола Карев и неговата свршеница и животот што беше меѓу нив, а оние кои имате пристап на YouTube, слушајте ни секој петок од 8 часот навечер, ако напишете на YouTube The Voice of Macedonia. Благодарејќи уште еднаш за вашето ценето внимание, вашиот уредник и водител Драгица Белчевска ви посакува добра ноќ.